Само што првите комбајни влегоа во полињата во Чешиновско, Чифличко и Зрновско ја започна жетвата на оризовата култура, временските услови ја прекинаа. Поради слабиот дожд, жетварите ги паркираа комбајните во очекување на сонце и суво класие. Ако дождливото време продолжи и во наредните денови, може да се очекува подолго пролонгирање на жетвената кампања. Меѓутоа, поради преполовените површини под ориз, не би требало да има проблеми околу собирањето на реколтата. По првите ожнеани површини, остварените приноси се под очекуваните. Земјоделците велат дека нема да се достигне ниту просекот од 500 кг по декар. Причините се во тоа што во поголем дел од полињата доминираат плевелите. Освен тоа, температурните шокови лошо влијаеа во фазата на полнењето и залебувањето на зрното. А за квалитетот поконкретно ќе може да се зборува по преработката на арпата во луштарите, кога ќе се добие рандаманот. Негативните тенденции во оризопроизводството присутни во последните неколку години неминовно наметнуваат потребата од прекинување иницијатива за дефинирање долгорочна и сеопфатна стратегија, која ќе ги вклучи сите директни и индиректни фактори. При тоа мора да се најде начин за окрупнување на површините, модернизација на производството преку примена на современи агротехнички мерки и дефинирање стабилна откупно-прометна политика на домашните и иностранскиот пазар. Македонија мора да знае колкови површини под ориз се оптимални, кој количење на ориз се за домашниот пазар, а кој за извоз, и со какви мерки може да го направи конкурентен кочанскиот ориз на странските пазари.